Ова е податок што се случува во светот. CO2 од јаглен и CO2 од нафта, дополнително со CO2 од природен газ е 2/3 од вкупната емисија. Што значи, ако сакаме да се справиме со тоа во светот, и на локално и на глобално ниво, мора да удриме буквално по овие три извори, зашто тие се 2/3. Ударот по другите е незначителен во вкупната емисија. Во овој момент, јаглеродно оданочување во светот од скоро 200 држави членки на Обединетите нации имаат само 46, и затоа со црвено ги обележев, само 46. Но и тоа оданочување е многу ниско. Според постојната евиденција што имаме од Светска банка, само $2 по 1 тон емисија на гасови се оданочува. ММФ смета или препорачува дека од 2 треба да се покачи на $75 по 1 тон CO2 емитуван во атмосферата до 2030 година, и тоа во целиот свет. И дека тоа ќе придонесе, за жал, енергијата која трошиме сега да се поскапи за околу 45% во овие услови. Дали локалните, било какви активности на малите земји во ваква ситуација се исплаќаат е големо прашање за Македонија. Дали ние со никаква емисија во однос на глобалната треба да делуваме? Одговорот е прилично едноставен. Да. Користите на локално ниво од јаглеродното оданочување се доволни за да се оправдаат јаглеродните даноци и повисоките цени што на нив треба да ги плаќаме во светот. Што значи Македонија не смее да го избегне ова. Кој ќе ги финансира тие идни Green Economy и Green Society што сакаме да ги користиме? Без исклучок, нив треба да ги финансираат производителите и потрошувачите на јаглеродните оксиди. Тој што ќе троши повеќе или ќе произведува повеќе или CO2, особено CO2, тој ќе плаќа повеќе. Тој што ќе има помала потрошувачка или помало производство, ќе плаќа помалку. Даноците на јаглеродните оксиди, наплатени од јагленот, од нафтените деривати и од природниот газ, во сооднос со нивната содржина на јаглен што ја емитуваат, можат, јас би рекол дури и треба да се наплатат од добавувачите на тие горива или на тие енергенси. Тие за возврат ќе го пренесат преку данокот товарот на потрошувачите. На електрична енергија, на бензин, на масло за грејење и слично, а тие ќе се обидат заради ова да ги избегнат користењето на тие видови на енергија. Што значи дека финансирањето мора да се претвори како карбон таксинг на производителите и карбон прайсинг за потрошувачите.